Предходната недела Советот на општина Кочани донесе одлука за забрана за депонирање на отпад од соседните општини. Иако Кочанската депонија е прогласена за регионална, со одлука на владата од 2021 година. Бидејќи никој не вара, одлуката е ставна гласна. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Констатираме на гласот дека оваа одлука е донесена. Одлуката дојде по притисок на кочанчани кои 3 недели беа на барикади. Протестираа против лошото одржување и честото палење на депонијата, што им го загадуваше воздухот. Но решениот проблем за Кочани сега е нов проблем за Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци, кои немаат каде да го депонираат на собраниот отпад. Трошоците за депонијата ќе ги преземе владата и мислам со тоа решение да пак помалите 3 општини да се вратат на истата депонија. Речиси еден месец, камионите на комуналното предпријатие во општината Зрновци не ги прават редовните тури за собирање смет. Токму затоа, централното подрачје на селото, каде гравитираат најголем број од жителите, сега наликува на мини депонија. Како забране у Кочани да не носат ѓубре и се претвори депонија. И не може да правиш. Страшна работа. Јас се бари дојдам по леп да си купам во парку, гледам, но паркот е целото растурено со од кучиња, од ѓубре, од вреќи што ги врзуваме, вреќите кантите се полни. Тоа ќе загади целото село, секој кој она форна тебе што депонија, она депонија сега дека има континеро, садно континеро, ѓубрето и така кучиња разнесуваат онаат. Градоначалникот на Зрновци Борчо Коцев е дециден. Владината одлука која предвидува Кочанската да биде регионална депонија мора да се почитува. Секоја отстапка, вели тој, значи директно загрозување на државниот проект за управување со отпад, што пак ќе донесе последици за финансиските средства кои се обезбедени од Европската унија. До сега изнесува финансиски околу 70 милиони евра и ова е единствен начин со реализација и имплементација на овој проект не само во истокот и за овие 3-4 општини да се реши проблемот, туку низ цела држава. Ние сме правна држава, локалната самоуправа треба да ги почитува од законите и одлуките што произлегуваат од влада или од министерствата. Поширокиот план за кој говори Коцев има за крајна цел изградба на регионална депонија за депонирање и третман на отпад кај Свети Николско Мечкуевци, која ќе обслужува 18 општини. Тендерот ќе биде распишан веднаш по Нова година, а рокот за изградба е 18 месеци. Како една од предфазите, Кочанската депонија стана регионална за општините Кочани, Зрновци, Виница и Чешиново, Облешево. Овие локални власти во меѓувреме ги исчистија своите што диви, што легални депонии. Сега оставени без опција за управување со отпадот, градоначалникот на Зрновци вели дека на проблемот мора да му се пристапи внимателно. Сите еднострани одлуки, додава, може да ги нарушат односите меѓу жителите на соседните општини. Кочанска котлина е наша котлина, проблемот е на сите овие 4 општини. Наше е ова историски момент да го решиме деценискиот проблем кој што на еден начин се ставал под тепих и многу пасивно претходните локални па и централни власти приидувале на решение на овој проблем. Една недела по изгласувањето на одлуката со која се забрани депонирање на отпад од соседните општини, повторно ја посетивме Виница. Ако минатата недела, речиси сите контејнери во градот беа преполни, сега дел од нив беа исчистени. Разговаравме со виничани за тоа дали општинските власти го собираат отпадот и ако да, каде се депонира, кога виничката депонија е затворена, а Кочанската не дозволува одлагање на смет од Виница. Негде се фрла сега, гледам еден камион како шлепер, горе дури со битолска регистрација. Дали од тамо дали доваѓат и ја не знам. Да го собираат сметот тука? Да. Тука не носат, Кочани не даваат. Онај ден гледав една скопска регистрација и скопска, рече оние камиони што собираат сметот, поминаа тука пуни, надолу отидеа, а кај отидеа немам појма. Не е фер и не е добро и многу лошо. Среќа што е ладно времето, иначе да беше топло времето до сега
колку болести ќе има, колку народ ќе беше болен, но тоа Дека дел од сметот е собран и потврди и градоначалникот на Виница. Вели привремено набавиле 2 камиона со поголема кубикажа за еднократно собирање на сметот во централното градско подрачје. Но сето тоа ќе биде залудно, доколку продолжи блокадата во Кочани. Оти во моментов, тие камиони се паркирани во депото на комуналното предпријатие. Па ние не отвараме нови депонии, не ги активираме старите, не носиме во Кочани. Ние располагаме со 5 возила за комунален отпад. Еве овие денови ангажиравме и приватна фирма со своји возила за со цел за да го изчистиме градот пред се во централното градско подрачје и на периферијата од градот за да нема оваа лоша слика со полни контейнери. Петко вели дека ја разбира загриженоста на кочанчани за несоодветното менаџирање на депонијата, која постојано била палена од несовесни граѓани. Но слично како неговиот колега од Зрновци, вели дека друго решение, освен следење на инструкциите од владата, нема. Па да бидам искрен, сум изненаден од одлуката на Советот на општина Кочани за ова одлука која што е донесен едногласно, без некоја аргументирана расправа или дебата за сериозноста на проектот за регионален систем за управување со отпад. Мислам дека советниците подлегнаа под притисок на граѓаните и донесаа избрзана одлука, без да мислат за последиците од оваа одлука. Третата општина што доби забрана е Чешиново Облешево. Иако се обидовме да добиеме изјава од директорот на комуналното предпријатие, во телефонски разговор ни кажа дека оваа тема е абсолвирана и оти сега чекаат владата и општината Кочани да изнајдат финално решение. И покрај тоа го посетивме селото Облешево. Ако минатата недела контейнерите беа празни, овој пат не дочека различна слика. Доказ дека сега ѓубрето не се собира во општината Чешиново Облешево се неколкуте полни контейнери кои се наоѓаат во селото. Дополнително, во разговор со одредени мештани, ни беше укажано дека камионите на комуналното предпријатие не го собираат сметот ниту пред нивните дворови. За став го побаравме и кочанскиот градоначалник. Не гледаше потреба да ни даде изјава. Кусо ни објасни дека деновиве оствариле средба со представници од Министерството за животна средина и разговарале за потенцијални решенија. Не кажа дека дошле до решение. Во минатонеделната изјава Љупчо Папазов остави простор Кочанската повторно да биде регионална депонија, но под одредени услови. Ќе треба да се направат дополнителни работи. Во суштина се реализира голем дел од барањата на штрајкувачите, односно на граѓаните на општина Кочани, по основно нивните барања се реализирани и за конечно да можеме да ја спроведеме одлуката на влада, ќе ни треба поддршка во делот на третирањето на отпадот на дневна основа кој би доаѓал евентуално од соседните општини. Работите што ги направи општината на Кочанската депонија се поставување на видеонадзор, поставување ограда и чуварска служба. Па побаравме став од Министерството за животна средина, дали ќе постапат по барањата на општина Кочани, но и како го коментираат фактот што Кочанскиот совет практично поништи одлука на извршната власт. Трошоците за депонијата ќе ги презема владата и мислам со тоа решение да пак помалите 3 општини да се вратат на истата депонија. Има ли реперкусии за Кочанскиот совет бидејќи донесе одлука спротивна на владината? Ние не е наша цел да се судриме или да има реперкусии, сакаме да ги решиме проблемите во интерес на граѓаните. Кога ќе се случи сето ова, министерот меѓутоа не кажа. Може само да се предпостави дека ќе се чека избор на фирма што ќе ја менаџира Кочанската депонија, како што одлучи Советот на општината. Кој да е сценариото? Виница, Зрновци и Чешиново Облешево немаат ниту време, а ниту нерви за долго чекање.